Благодарам, председателе. Колега Димков, говорите дека оваа влада е спремна за по секоја цена да остане на власт и затоа се нафади да го промени името, односно да го потпише договорот со Република Грција. Почитуван колега, ова е токму спротивното. Доколку оваа влада сакаше да остане на власт по секоја цена и да се одржи, ќе си седеше како и претходната власт на ВМРО-ДПМН, вкопана во собствените ровови, без да интересира перспективата на македонските граѓани и интересот на државата. Говорите за тоа што пишувало во медиумите во Грција. Не треба да го гледате тоа. Гледајте како се однесува грчката опозиција. Гледајте колку е пожестока реакцијата на грчката опозиција ако направите споредба со она што се случува во Република Македонија. Ако толку е добар договорот и ако Грција е во привилегирана состојба, односно е неравноправен овој договор, тогаш зошто има протести од страна на грчката опозиција? Тоа не можам да го разберам. Инаку за македонската јавност, овој амандман фактички представува преточување на членот 3 од спогодбата меѓу Република Македонија и Грција. И сега околу поимите Македонија и македонски, за кој што посветивте приличен дел од вашиот говор. Почитуван колега, членот 7 од спогодбата многу јасно ги дефинира поимите Македонија и македонски за двете страни. Во ставот 2 од членот 7 на спогодбата стои, цитирам: во однос на втората страна, овие термини, втората страна е Република Македонија, ја означуваат нејзината територија. Територијата е Македонија, нашата актуелна територија, која представува само еден дел од регионот Македонија, кој што е поделен, како што многу пати кажаа колегите, меѓу Грција, Македонија, Бугарија и многу мал дел од Мала Преспа во Албанија. Нејзиниот јазик, народ и нејзините одлики. Нашиот јазик е македонски јазик. Признаете од далечната 77 во Обединетите нации. Меѓутоа, кажете и на македонската јавност каде се обраќавме ние на македонскиот јазик, на кој настан каде како делегации и представници на оваа држава сме учествувале. Понатаму, незината собствена историја, култура и наследство, кои се особено различни од оние наведени во членот 7, став 2, па кој се однесува на северниот дел на Грција. Значи, со оваа спогодба се прави јасно разликување на поимот Македонија, македонски, како за северниот дел на Грција, така и за територијата во која што живееме ние денес, односно територијата на сегашна Република Македонија. И престанете да користите изрази и зборови кои што само го продлабочуваат јазот внатре во оваа држава. Во име на заедништвото, во име на помирувањето, ние треба за вака важно прашање да застанеме на иста страна, затоа што на крајот на краиштата ја носиме одговорноста за нашата иднина. Благодарам.